Почитувани, едногласно Советот на општина Газибава го изгласа ребалансот на буџетот. Различните ставови и политичките спротивности беа ставени на страна и сите советници го донесоа ребалансот на буџетот, кој за прв пат е зголемен и кој ќе значи многу повеќе проекти за граѓаните и поголем развој на општината. За прв пат, наместо да се намали буџетот на општината, со ребалансот го зголемивме. Од постојниот план, сега буџетот е зголемен за нови 65.575.000 денари. Средства кои ќе се искористат во реализација на нови капитални проекти. Сакам да им се заблагодарам на сите советници што со овој начин покажа дека сепак потребата на граѓаните се најважни, без разлика на која политичка партија припаѓаат. Само со конструктивност Газибава ќе направиме убаво место за живење за сите граѓани. Дел од средствата ќе бидат наменети за зголемување на сместувачките капацитети во детските градинки. Градинката Детска радост во населба Железара ќе добие плюс 3 нови групи, од кои 2 ќе работат во прва смена, а за прв пат започнуваме со една група во втора смена. Додека во градинката 25 мај ќе се отворат 2 нови групи. Новата градинка во Стајковци, која ветив на граѓаните, во септември ќе започне со градба, зашто обезбедивме 15 милиони денара, а истата ќе има капацитет за 120 деца во 4 групи. Го зголемуваме капацитетот на градинката Морковче, лоцирана во Ирумлери, со изградба на нова занимална. На овој начин го решаваме проблемом со капацитетот во градинките. Списоците за чекање место во градинките одат во историја. Во ребалансот планирани се средства за изградба на 2 нови спортски сали во основното училиште Вера Јоцич во Хиподрум, како и во основното училиште Кирил и Методи во Стајковци. Исто така, планирани се 20 милиона денара за изградба на нов спортски центар Треше во Стајковци, каде веќе отпочнуваме со подготвителна фаза за изградба. На друг сектор на кој ќе обрнеме внимание благодарение на позитивниот ребаланс и патната инфраструктура. Веќе изградивме и обновивме 28 улици, кои се градат по план, од кои нема отстапки во идниот период. Приоритет ќе биде реконструкција и проширување на регионалниот пат Араштак-Бутел во должина од 5 км со изградба на подпорен зид, изградба на патна делница од 1 км до викенд на селбата во Булашани, како изградба на нова патна делница од 2 км од Виниче до Смилковци. За нови инфраструктурни проекти обезбедивме нови 10 милиона и 200.000 денара за изграда и нови локални улици, како и 5 милиона денара за реконструкција на улици во општината. Со ребалансот, како капитален проект предвидуваме приклучок на 1200 домаќинства во системот за парно грејење во Триангла и Хиподрум. Обезбедивме 19 милиона денара за изградба на монтажна паркинг гаража во автокоманда, со кој значително ќе ја растеретиме гужвата со паркирање на возилата, го модернизираме уличното осветлување со нови 13 милиони денара, наменети за поставување на смарт улични осветлувања со штедливи LED светла. Го решаваме и горливото прашање на фекалната и одводна канализација во Трубарево. Со ова добиваме функционална канализација на системот, зашто предвидувавме нови 20 милиони денара. Сега следуваат бесплатни приклучоци за сите семејства во ова населено место. Покрај Трубарево отпочнуваме одводни канализациони мрежи со пречистителни станици во Ирумлери, Виниче, Црешево и Смилковци. Во наредните 2 години овие 4 населени места ќе добијат функционална фекална канализација. Новата населба Хиподрум 2 потполно ќе ставиме во функција на граѓаните, со сите можни услови, како што се водовод, канализација и патишта,
зашто во буџетот се обезбедени дополнителни 20 милиони денара. Ја зголемивме вкупната сума за носење и на нови детални урбанистички планови и документи со нови 4,5 милиона денара, за да можеме да направиме и да донесеме нови ДУП-ови и проектна документација со цел на побрза легализација и изградба на нови капитални објекти. Најавуваме имплементација на ГИС системот, информатичка алатка, каде сите објекти, како и сите подземни и надземни инсталации ги ставаме во еден систем. Започнуваме со поставување на водомери до секое домаќинство во Раштак и во Блачани и ставаме крај на можната злоупотреба на водата и на овој начин граѓаните континуирано ќе добиваат чиста и питка вода за пиење во овие две места. Општина Газибава забрзано оди напред и се развива. Ова наша општина станува модерна и урбана, со целосна, нов и поубав лик. Сите ние заедно го создаваме новиот лик на нашата општина. Моја обврска, но и наша, заедничка обврска е тоа да го надградуваме.